И затоа мојот предлог е организирање брзи предвремени избори. Избори најбрзо што може. Избори на кои вие граѓаните ќе донесете одлука и потврда за патот по кој треба да продолжи нашата земја. И токму ова ќе биде мојот предлог на утрешната лидерска средба кај председателот Пендаровски. Организирање избори најбрзо што може, за граѓаните да кажат по кој пат да одиме понатаму. Граѓаните имаат мандат да одлучат. Дали да одиме по вистинскиот пат, на демократски и европски вредности, патот на развојот и просперитетот, патот што води напред, или да одиме по мрачниот пат, патот на изолацијата, национализам, поделби и конфликти, односно патот што води назад. Затоа и го коригирам мојот став. И затоа повикувам на предвремени избори. Да ги направиме побрзо, да изгубиме помалку време, секако колку е тоа возможно, заради тоа што секако тоа е право и одлука на сите. Ние не сме како некои минати, сами да диктираме услови. Имаме мнозинство големо. Треба сите тоа да го договориме и реков со тој предлог ќе одам утре во недела кај председателот Пендаровски заедно со сите лидери да договориме кога тоа да го направиме. Јас сум Зоран Заев. Може да бидам премиер, градоначалник, не знам, пратеник во минатото, но јас сум човек и секако комуницирајќи со сите мои другари, со нашиот народ, сите опции беа во мојата глава. Јас го почувствував гневот, разочараноста, па дури одредена фрустрација кај нашиот народ. И тоа е горчина која што имаме сите, имам и јас. И тоа како и секој човек ме води и мене кон секакви размислувања. Но реков, јас немам право да се откажам да се борам. Јас како и вие, целиот наш народ ја сакаме својата земја и својот народ. Нашиот народ е тој. На крајот што ни дава дури и мандат и ваква чест да водиме. И тој ќе одлучи сега дали продолжуваме во тој пат. Ако продолжуваме по тој пат, јас се барам и честа и мандатот, и цел, и чист, и отворен, за да продолжиме да водиме во тој пат. Не сме сјајни, имаме грешки, но дефинитивно нема друг пат. Се друго е ќорсокак, се друго е крив пат, се друго е нешто во кое што 27 години се вртевме во круг. Тоа е патот. Нема кој друг пат да не води. И затоа, дефинитивно, какви мисли да поминаа кај мене, гледате, остави вчера денот да преспие, консултирав пријатели, коалициони партнери, другари, народот наш, луѓето во комуникацијата и ја донесов одлуката. А истовремено, за моето повлекување, како законот тоа го определува, секако дека ние ќе го почитуваме. Јас сум тој кој што барал пржинска влада, и таа пржинска влада е опишена во законот. Секако, согласно договорите кои што ги постигнеме, така и законот ќе се имплементира. Зошто уште еднаш да напомениме, има потреба од пржинска влада, заради тоа што ако сите политички чинители, учесници во изборниот циклус, или барем поголемите, бидат сигурни и спокојни дека ќе бидат изборите фер и демократски. Тие се борат, тие презентираат програми, тие ги нудат опциите на граѓаните, тие можат слободно да одлучуваат. Пржинската влада секако обстојува во нашите закони и ќе биде имплементирана, штом се договориме со лидерите и од владеачките партии и од опозиционите партии.